Среда 19 март 2025, термин за дневникот на КТВ. Погребот на починатите во пожарот во Кочани ќе се одржи утре. Погребните церемонии ќе бидат во 11 часот во Штип, во 12 во Кочани и во 13 часот во Облешево. Останатите погреби ќе се одржат исто така во текот на утрешниот ден во различни временски периоди. Кавадарчани одаваат последна почит на Андреј Лазаров. Младиот фудбалер во обидот да им помогне на другите, го даде собствениот живот во дискотеката на смртта. Црната сабота во Кочани одзеде голем број на млади животи. Како последица од пожарот во дискотеката починаа 59 лица, а меѓу нив имаше и тројца македонски спортисти. Фудбалерот Андреј Лазаров таа ноќ како гост им престојуваше во дискотеката на смртта и обидувајќи се да спаси други животи, не беше свесен дека го дава својот, па за жал им подлегна на повредите. Во својата фудбалска кариера 25 годишниот Лазаров меѓу другото го носеше и дресот на Горица од Хрватска. Хрватскиот клуб изрази сочувство и се прости од фудбалерот, а потоа и отвори книга на жалост и ги повика фановите да се запишат. Младиот кочанчанец оваа сезона беше дел од Шкупи, а низ кариерата играше уште и за Рудеш од Хрватска, како и за Тиквеш, Работнички и Металург. Општинскиот фудбалски сојуз Кавадарци, денеска на градскиот плоштад во Кавадарци, постави книга на жалост во чест на прерано згаснатиот живот на Андреј Лазаров, кој даде огромен придонес со своите настапи за градскиот фудбалски клуб Тиквеш и фудбалот во град Кавадарци воопшто. Кавадарчани достоинствено му оддаваат последна почит, со што покажуваат дека вечно ќе го паметат Андреј, кој за секогаш ќе остане кавадаречко дете. Министерот за здравство Арбен Таравари информира дека денеска е последниот транспорт на пациенти кои ќе се лекуваат во странство од трагедијата во Кочани. Како што посочи во 11:30 часот за Шведска беа пренесени 2 пациенти, а после пладне уште 3. Тој напомена дека може да се очекува во текот на следните денови враќање на одредени пациенти кои се лекуваат надвор од државата. Како што додаде, добрата вест е што поминаа 72 часа и нема починати. Сите пациенти се во стабилна состојба. Добрата вест што сакаме прво да ја соопштиме дека поминаа 72 часа и нема ниеден починат од тие што ја преживеа трагедијата во Кочани. Вкупно се третираат 178 пациенти низ различни здравствени установи, од кои што 64 се во болниците во Македонија, државните болници, и 13 пациенти се во приватните болници. Сите во релативно стабилна состојба. Во моментот 101 пациент се третираат надвор од државата. Вчера заедно со министерот за надворешни работи имавме прилика, отидовме и се видовме. Јас лично ги посетив сите пациенти еден до еден во Грција, во болницата Папа Николау, кај што беа 3 пациенти, и 2 во војната болница во Солун. Се видовме и со семејствата на пациентите, сите презадоволни од третманот на пациентите. Исто така од таму продолживме во Софија, кај што бевме во болницата Пирогов, кај што се 8-9 пациенти, исто така лично еден по еден ги видов сите пациенти. Потоа имавме состанок и со семејствата на пациентите. За среќа сите во стабилна и добра состојба. Вчера 2 екстубирани и денеска планираат уште 2 да се екстубираат. Јас чисто за информација да знаете кај се сместени пациентите. Во моментот во клинички центар има 35 пациенти, во Карил се 5+1 пациент, 5+1 значи вкупно 6, еден е за транспорт. Последниот транспорт на пациенти е денес. Веќе нема да има надвор од државата лекување на пациенти, дури може да чекаме некои да се враќаат во следните денови. Денеска има само за Шведска 2 пациенти ќе одат од 11:30 и после пладне уште 3 и толку завршуваме. Веќе нема потреба за
други пациенти да се лекуваат надвор од државата. На детска хирургија се 4, на пластична хирургија 6, сите во стабилна состојба, торакална хирургија 4, травматологија 2 пациенти, еден денеска се испишува си оди дома, на токсикологија се 10 пациенти, сите во стабилна состојба, на пулмологија 2 пациенти и на офталмологија 1 пациент. Во 8 септември се 12 пациенти, 15 вкупно, 12 во стабилна состојба, 20 што ќе патуваат денеска за Шведска. Во градска општа болница се 11 пациенти и во Штип се 3 пациенти, од кои денеска 20 се пуштаат дома и само еден ќе остане за понатамошен третман во Штип. Во државите знаете, уште еднаш ќе ги повторам, Булгарија 15, Србија 30, Грција 12, Турција 9, Унгарија 6, Австрија 6, Хрватска 5, Словенија 4, Литванија 4, Белгија 4, Италија 4 пациенти, Полска 2 и за денеска ви кажав ќе бидат последните трансфери на пациенти, 2 плюс 3, значи вкупно 5 пациенти. Уште еднаш ќе повторам, добро е тоа што ги поминавме првите критични 72 часа, ниеден починат, 0 починати од тие што ја преживеа кризата, трагедијата. Јас се надевам сите пациенти да закрепнат и полека од идните пресконференции да зборуваме само колку пациенти денеска си одат дома. Би сакал да ви информирам дека од денеска хируршките клиники ќе почнат да функционираат, не со полн капацитет, туку тие што се онколошки пациенти, а од утре, од кризниот штаб што ќе имаме состанок, се надевам сите клиники да работат со комплетно програмите кои што биле планирани. На денешната пресконференција од кризниот штаб ги споделија со јавноста најновите информации околу состојбата на повредените и се она што значи информирање околу трагичниот настан. Значи, ние имаме околу 100 изгореници годишно на целата територија на Македонија во текот на една година. Со тоа што тоа вклучува изгореници од пегла, од топла вода, од сите можни причини. Изгореници од пожар се најтешката категорија, затоа што покрај оштетување на кожата вклучуваат респираторни оштетувања. Од овие 100 годишно случаи што ги имаме во Македонија, во последните 4 години сме имале 28 случаи, од тоа 6 со висок степен на изгореници, значи збориме за 2 и 3 степен на изгореници, комплицирани случаи на изгореници со кожен графт сме имале вкупно 11 случаи и полесни изгореници со кожен графт трансплантација сме имали исто така 11 случаи, значи вкупно 28 случаи во 4 години. Во 24-та сме имале 5 тешки случаи. Со висок степен на изгореници 2 и со кожен графт пресадување со компликации 3. Во државата имаме генерално 3 болници со одредено искуство со изгореници, тоа се пластична хирургија, Свети Наум Охридски и детска хирургија. Меѓу другото, овие се клиники каде што и сега згрижуваме пациенти. На пластична хирургија во 22 имало 2 тешки случаи на изгореници, 23 имало 7 случаи со 20 до 60% на изгореници и 24 имало 2 случаи, едниот со 20, другиот со 60%. Значи се вкупно 11 случаи во 3 години. Во Свети Наум Охридски затворениот центар за изгореници имал 2 клинитрона и 2 кревети, значи вкупно 4 кревети. Ово го кажувам за да разбереме зошто некои одлуки се такви како и што се. И значи од 4 години 28 тешки случаи, ние сега се справуваме со 170 најмалку како македонски здравствен систем и мораме да оддадеме признање на
ово справување. Меѓутоа, ово е справување суитната фаза на пациентите. Натамошните фази се високо специфични, барат специфично искуство. И затоа се решивме да праќаме пациенти во странство. Историски во Фондот за здравствено осигурање во 10 години, значи од 2017 година имаме севкупно 5 случаи испратено на лекување во странство. Значи овие биле случаи што биле доволно тешки, односно потешки од тоа што можат нашите болници да се справат. И тоа е еден случај во Гент во Белгија, еден случај во Истанбул, во Аџибадем ми се чини, и 3 случаи во Пирогов во Софија. Во Пирогов во Софија имаме 2 случаи кои се лекувани 3 години. Ова повторно кажувам за да сватиме колкав е предизвикот со кој се соочуваме. Значи, 2 пациенти се третирани од 22 до 24 и едниот пациент и другиот од 20 до 25 година. Значи, прво покрај сите фази што ги спомнавме, доаѓа сега фазата и за условно да кажам за функционална и естетска да почне да се размислува. Тоа се трансплантациите на кожни графтови и можам да кажам дека на еден пациент во Солун веќе има направена трансплантација на кожа на рацете и дека веќе сме во контакт со фондација од Холандија која има банка на кожни графтови за да веќе донесеме кожни графтови во Македонија за да почнеме да ја размислуваме реконструктивната фаза. Министерот денеска соопшти на пресконференција од овие 170, може да се веќе 180 пациенти кои каде е распореден и како е распореден. Јас не би ги повторил бројките, би кажал дека до овој момент имаме сместено пациенти надвор од земјата во 12 земји со потенцијал денеска да станат 14 земји, а болниците се преку 25. На пресконференција портпаролката на владата Марија Митева вчера информира дека надлежните институции извршиле 50 контроли во угостителски објекти, односно кабареа и дискотеки. На територија на државата извршени се околу 50 контроли во текот на 16 и 17 2025 година во угостителски објекти кои што имаат лиценца за работа која се однесува на кабаре, ноќен клуб, диско клуб и диско клуб на отворен простор. Во моментот на надзорот субјектите не вршат дејност, што е разбирливо поради прогласената 7-дневна жалост, но врз основа на податоците со кои што располага државниот пазарен инспекторат и остварени контакти со одговорните лица на самите угостителски објекти се обезбедени документи кои што се потребни за надзорот да биде извршен. Согласно овие контроли, на увид се приложени лиценци за вршење на угостителска дејност, кои што се со важност и тие се 22 на број на цела територија на државата. Но има и 15 лиценци кои што се со истечена важност. Во Скопје 13 објекти, од кои само има 2 објекти кои што се со лиценци со важност за кабаре и 8 со истечени. 3 објекти немаат никаква лиценца. Во Куманово имаме 3 објекти, сите се со важечка лиценца кабаре. Штип, Виница и Делчево. По еден објект регистриран како кабаре, сите со лиценца со важност. Во Струмица има 4 објекти. 2 лиценци со важност за диско клуб, 1 лиценца со важност диско клуб на отворен простор и 1 е истечена лиценца. Во Гевгелија имаме 1 објект со лиценца со важност за диско клуб. Битола се 4 објекти, 3 се со важност за кабаре, 1 лиценца со важност за диско клуб на отворен простор. Во Прилеп имаме 2 објекти, 2 се со истечена лиценца. Кавадарци 1 објект со лиценца со важност, Неготино 1 објект со истечена лиценца. Во Велес имаме 1 објект со важност кабаре, Охрид 4 објекти, 2 лиценци со важност, 1 лиценца за диско клуб, 1 објект без лиценца, Кичево е 1 објект со важност кабаре, Гостивар имаме 1 објект со истечена лиценца, во Тетово 6 објекти,
од кои за 4 нема податок, а 2 се со истечена лиценца. Дополнително сакам да информирам јавноста дека денеска Државниот пазарен инспекторат е на терен и се проверуваат сите 22 објекти кои што имаат важачка лиценца, дали ги исполнуваат минимум техничките услови кои што се потребни за да добијат таа лиценца, заедно со останати надлежни институции, за тоа ќе излеземе со дополнителни информации од која ќе заврши целиот надзор кој што тие го прават. За сите други објекти кои што се со истечена важност на лиценцата или немаат воопшто лиценца, Државниот пазарен инспекторат донесе забрана за вршење на дејност се додека не се утврдат сите потребни документи, додека не се провери дали воопшто поседуваат услови, минимално технички услови за вршење на дејност, за истите да можат да обезбедат дополнителна лиценца. Во Министерството за економија пак сакам да информирам дека се прави и проверка на лиценците дали има повторно некој случај со злоупотреба на архивското работење, односно за некоја лиценца да е заведена под друга основа. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски денеска беше во Србија, ги посети хоспитализираните повредени во болниците во Србија. Тука сум денес во Белград. Прво да посетам болницата ВМА, каде што се сместени голем број пациенти, каде што врвниот медицински персонал во Србија прави се што е можно да ги спаси нивните животи, но исто така и да изразам огромна благодарност. Уште утрото на таа трагична несреќа, премиерот Вучевич беше еден од првите лидери кои што се слушна со нашиот премиер Мицкоски. Министерот Марко Ѓурич беше еден од првите министри кои што ми се јави на мене, не само да израза сочувство и емпатија, туку и да понудат поддршка и помош. И таа поддршка и помош се покажа во помалку од 10 часа од настанувањето на трагедијата. Затоа што првите пациенти кои излегоа надвор од нашата држава отидоа за Солун, Софија и Белград и потоа Ниш. Посакувам никогаш да нема потреба и се молам на Бог секој ден никогаш да нема потреба да ја возвратиме таа солидарност кој што вашата држава, вашите лекари и вашиот народ гледам секојдневно како ги покажува. Вчера во 11 часот и 10 минути полициски службеници од Овара Кавадарци го лишиле од слобода ИП 33 години од Кавадарци затоа што на улицата Максим Горки во Кавадарци се заканувал на полициски службеник и со неговото патничко возило Volkswagen Golf со кавадаречки регистарски ознаки се обидел да удри во возило во кое бил полицискиот службеник со други полициски службеници. ИП бил приведен во полициска станица, бил известен јавен обвинител и по документирање на настанот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава, информира денеска од СВР Велес. На крај и временската прогноза. Утрото студено, преку денот претежно сончево, ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец, температурата во интервал од -3 до 16. Од сабота облачноста ќе се зголеми, а во недела кон крајот на денот и во првите денови од следната седмица се очекуваат локални врнежи од дожд, ќе дува умерен до засилен јужен ветер. Го гледавте дневникот на КТВ. До гледање.